Токму на тема управување со отпадот во овој регион се разговарало вчера на средба во Центарот за развој на Полошкиот плански регион, на која присуствувале министерот Насер Нуредини и амбасадорката на Швајцарија Сибил Зутер Техада. Снежните врнежи го одложија спроведувањето на првите инфраструктурни мерки, односно брзите мерки за рехабилитација на постојната локација за депонирање на отпад во Русино. Операторот со кого е склучен договорот на 21 јануари направил само припремни работи, пошто се чека стабилизација на времето. Овие активности се предвидува да завршат до средината на мај. Со Пелагонија Адам Костивар како добитник на работата, како договорена страна, спроведуваме мерки со кои треба да се намалат штетите предизвикани од изседокот. Тоа е црните води, отпадните води што излагат од атмосферските води кои поминуваат низ телото на депонијата. Тоа е една мерка. Втора работа што ја правиме е поставување на рампа, на куќарка за контрола на рампата и вага за мерење на отпадот кој се депонира во Русино, кој ќе се депонира од страна на општините и нивните комунални предпријатија. И трета работа што е помала е едно пристапно патче што води од главниот пат Русино, од Баница Русино до самата Вага. Се чекаат и средствата на општините за да започне да функционира предпријатието Русино Полок. Чекаме општините полека да почнат да пуштат средства за да може предпријатието и оперативно да функционира. Треба да направиме на следната седница на управниот одбор да минеме веќе направената предлог систематизација за вработувањата што се предвидени за функционализирање на предпријатието, како и годишната програма и буџет за оперализација на работите на предпријатието. На барање на Министерството за животна средина и просторно планирање, владата на почетокот на февруари го одобрила започнувањето на постапката за обезбедување на заем од меѓународните финансиски институции за воспоставување на регионални системи за управување со отпад во југоисточниот, Вардарскиот, Пелагонискиот, југозападниот и Полошкиот регион. За оваа цел ќе бидат неопходни над 55,3 милиони евра, со кои ќе може да се започне изградбата на основната инфраструктура за управување со отпадот, информираат од Министерството.